Здраво и добре дојде во епизода 32, ако не се лажаме ова, спонзорирана од Феникс домови за стари лица, и денеска ќе обработуваме тема која што кај мене не беше на радар, и немав, затоа што немав тотално никакви познавања во врска со тоа што денеска ќе зборуваме. Гостинка ќе ни биде моја сограѓанка, доктор Виолета Николов, која што за кратко ќе ви се представи, ќе ви каже што прави и што работи, зошто тоа го работи, и полека ќе навлеземе во темата, али ќе се работи ќе зборуваме најмногу за женското здравје, односно за некои синдроми како редес и преоптоварувањето на жените спортисти и оние кои што можеби се рекреативно дури физички активни, и како тоа влие врз нивниот циклус, врз шансите за идна бременост, врз нивното ментално здравје и уште многу повеќе, зашто се разбира. Имаме денес стручен човек за тоа. И уживајте во овие некаде час содржина, бидете интерактивни, слободно поставете прашање, поврзете се со докторката, ќе дознаете кои се незините канали за комуникација, а оваа содржина се разбира може да ја гледате на YouTube, на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Facebook и сите останати канали и социјални мрежи. Затоа уживајте. Откритеа топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете ја радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што ја прават. Докторке или доктор, како е поправилно доктор? Како и да е, Како и да е, важно е дека сме сограѓани. Важно е дека сме сограѓани, велешани. Добре дојде на Wellcast with Јосиф, така се вика овој подкаст. И фала што прво ми пиша на Инстаграм пред одредено време. Веќе има 2 месеци како беше предавањето? Од прилика? Не? Месец дена пред Нова година, така беше. Месец дена ме покани на едно предавање во клиника Жан Митрев. И фала ти за тоа, беше супер предавањето и инспиративно еве денеска да направиме една епизода за тема која што не многу се зборува, дури и кога се сака да се зборува некако се одложува затоа што не е во прилог можеби на одредени лица, структури и федерации да се зборува за оваа тема, но еве сме, ние тука ќе зборуваме и верувам дека ќе допреме и ќе освестиме што повеќе луѓе, но пред да почнеме да влеземе во темата и да си разговараме опуштено, еве јас би ти дал време да си кажеш нешто повеќе за себе, кој е доктор Виолета, зошто се одлучила за гинекологија, што до сега еве направила, што ти се планови, цели, визија, можеби за следни 5-10 години? Овака, јас би била кратка со моето представување, едноставно јас сум доктор Виолета Николов, доаѓам од клиника Жан Митрев. Едноставно јас сум гинеколог, меѓутоа во мојата работа наоѓам пристап да дел од гинекологијата, посебно спортска гинекологија, за да пристапам до одредена популација на луѓе, жени, ја би рекла супер жени, бидејќи нив не можеме да ги вкрстиме во обичните жени кога треба да ги прегледаме. Бидејќи кај нас сите се вкрстуваат, жена е жена и тоа е тоа. Меѓутоа понатаму во разговорот ќе кажеме зошто треба да ги издвоиме тие жени и поинаку да гледаме на нив. Некако едноставно ја би повторно ќе го кажам епитетот супер жени. Супер жени затоа што имаат добри физички перформанси или затоа што на се што жената можеби во денешно време
да кажам, носи како товар на себе, па и плюс треба да покаже физички перформанси во еден машки свет, затоа што спортот посебено е се уште машки свет. И се очекува, нели, ако не покажеш можеби одредени слични перформанси како некој си етаблиран бренд во машкиот спорт, онда ки не си многу нешто. Па да, значи машкиот спорт е и финансиски подобар, да речем. Женскиот спорт Сериозно и дури подобар. и женските спортистки кога ги ставаат на насловна реклама, не ги ставаат на спортски коли. Нели? Да. Имаме по некоја така слика која што нели оддава женственост, не ја перцепираат на пример со спортска кола. Меѓутоа таа е спортистка, да, резултатите може не може, има категорија мажи и жени во надпревар, меѓутоа жената како спортист, значи и таа животот го нели цело време е во тренинг, во исхрана, значи истиот начин на живот го има со мажите. Меѓутоа, респект на женските хормони. Тоа ги одвојува од мажите. Да. На што треба да внимаваме, нели, бидејќи жената е жена, кога естрогенот е крив за нешто, кога прогестеронот е крив за нешто. Така. Така да тоа ќе го објасниме сега во текот на разговорот. Тековно. Ме благодарение на тебе се запознав со една терминологија, редес синдром. И ете благодарение на линковите кои што ми ги прати, практично дознав дека дури веќе во САД е сериозна тема за која што си има нели постои веќе прва кривична тужба и за тренерот, Nike прави некои промени за тоа што нели Мери Кейн е сериозно има настрадано своето и физичко и ментално здравје, можам да замислам и колку други жени спортистки имаат настрадано, кои што не зборувале можеби на темава доброволно. И еве, затоа што како што мене ми беше новина, верувам уште на многу други луѓе им е новина, прв пат слушнале за редес синдром. Можеш ли еве чисто да дадеш еден, да го елаборираш, да кажеш што е тој на еден нај лесно разбирлив народски пластичен начин да го разберат луѓето. Зошто е важен? Овака веќе, значи, првично се почнуваат испитувања, научни студии кои потекнуваат од Америка, нели нормално се од таму потекнува, значи пионир во ова мораме да ја кажеме дека е Барбара Дринквотер, таа е спортски физиолог. И неа и било чудно што е тоа што кога снемува менструација, кога почнува да касни менструација, зошто баш кај спортистките, која е поврзаноста со исхраната. И на крај за да се дојде до една само симптоматологија врзана, како и таа ја нарекуваат женска атлетска триада. Значи, проблеми во исхраната, отсуство на менструација и остеопороза. Сметале дека први три симптоми се тие. Меѓутоа покасно како почнуваат испитувањата, како се појавуваат проблеми кај спортистите, се поврзува едно со друго, трето, значи и сега со сите тие 50 годишни наназад испитувања се доаѓа до 2014 година, да, Интернационален олимписки комитет сето тоа го спакува и кажува дека веќе женската атлетска триада не е само симптоматологија, дека тоа е веќе синдром. И сега да појаснам за гледачите дека синдром значи кога од едноставно, значи од премногу интензивни тренинзи, кога храната не е соодветно урамнотежена, покасно повторно ќе зборуваме за сето тоа да го појасниме уште подобро, кога не е урамнотежена, значи цело тело нас ни пати. Рамнотежата во целото тело, значи како на психолошки, така на физиолошки начин. И сето тоа се пакува во еден збор наречен релативна енергетска дефициенција во спорт, синдром, кој што значи целото тело, немаме еден систем, да речам гастроинтестинален, респираторен, значи целосно целото тело пати. Накратко е тоа кажано за да ги воведам гледачите во што уствари и кое е значението на сето ова и уствари зборуваме за нешто што која е зборот релативна енергетска дефициенција во спорт, значи релативна енергетска дека
не рамнотежата не е како што треба, бидејќи апсолутно е скоро престанување со исхрана. Да. Постои ли аларм кој што може да ти наговести дека имаш редес синдром? Кој е симптомот и дали престанокот на циклус е веќе доцна? Да човек, сакам да кажам, кој е стадиумот на алармирање на телото дека одиш кон редес синдром? И дали кога ќе прекине циклус веќе прилично досниш и тоа се веќе сериозни аларми кои што ги испраќа телото? Мораме да испочитуваме и спортска медицина, дека во спортската медицина спортистите се прегледуваат еднаш годишно. Добра. Меѓутоа, тие прегледи треба да бидат проширени, вајда тоа кај нас во државава до сега не најдов слух, барем некој да ме повика, да кажам, да секаде се борам сама. Како што кажа и јас те повикав со покана на Инстаграм. Првен, нели, unknown докторка сега те поканува на нешто, добро, сето тоа беше, нели, позадината, што се случува, како се случува, беше добро објаснето. Значи мора да има реформи во самите прегледи. Лекарите мора да имаме слух за нештата што треба да се променат. Меѓутоа во овој случај за овој синдром не може туку така, не е настинка, па од денес за утре јас сум настинат. Значи ова се случува за да дојде до самиот синдром треба подолго време организмот, самата спортистка да биде подложна на таа нерамнотежа помеѓу исхраната и тренингот. Значи главната причина за да се случи нема органска причина, значи пациентката, бидејќи за да биде диагностициран овој синдром, првен треба да има пристап од мултидисциплинарен, од лекари тим кои што знаат за ова. Значи првен треба да ги издвоиме сите причини органски. За да донесеме заеднички заклучок. Да не се случи дека има можеби некаков наод, има некоја така ситуација со здравјето, кој што придонесува за така да се чувствува спортистката. Затоа во тој случај ако се исклучени органските, тогаш настапува сомнежот дека е редес. Органски, например, сега пациентката ќе рече, мене ја имам ПЦО синдром, полицистични јајници, во ред, значи тогаш веќе имаме друг проблем. Значи поинаку треба да се пристапи. Меѓутоа убаво е кога тимот на лекари меѓу себе комуницираат и со тренерот и со спортистите. Меѓутоа кај нас информацијата првен треба да се пренесе за да се знае кога, како, каде, бидејќи нашите спортисти немаат институција кога ќе му се каже имаш, да речеме, кардиолошки проблем. Каде да се лекува? Кој ќе го лекува? Се лекуваат како обични пациенти. Никако спортисти. Значи, бидејќи тие се група луѓе, нели? Супер луѓе, се ги имажите, нели? Каде што треба да се пристапи, дали тој спортист треба да пие терапија, каква терапија, колку треба да паузира, дали треба да паузира, дали треба таа диагноза, значи дали е доволно допрегледан. Меѓутоа сите прегледи медицината не мирува, таа постојано оди напред и тука веќе исто и спортот оди. Значи еве гледам нели ракомет сега, еве има европско, ракометот сега е динамичен, брз, пребрз. Нели? Значи сите во спортот еволуираат, спортовите еволуираат, спортистите, науката, медицината треба да прати тоа и да еволуира и она. Али дали, знаеш, еве, кога зборуваме за еволуција на медицината и, например, оди, еве, кај нас, нели, спортска медицина, одиш, се прават, да не подценуваме супер, нели, тестови. Јас обично некојаш на година-две знам да отидам затоа што сум физички, макар и рекреативно што сум активен, не сакам да оставам, нели, да предвидувам или да размислувам или знаеш, сакам да едноставно да си бидам свесен за своето здравје и да имам да следам што се случува. Пошто го оптеретувам дополнително, физички напор тоа е дополнителен. И нели постои стрес тест, постои ергоспирометрија, постои, не знам, ЕКГ, телесни параметри се мерат и така натаму. Дали
за детектирање на овој синдром, можеби првиот чекор е разговори со психолог. Затоа што, знаеш, некогаш, еве, чисто јас што си размислував од кога ми ги прати линковите, ти енергијата не ја снемуваш преку ноќ. Така, тоа е една исто еволуција, која постепено се случува и кај што има шанси менталното здравје да попушти и ти, знаеш, можеби ќе дојдеш во ситуација кај што си навикнат да си така периодов со енергијата. Па да си даваш предпоставки дека може ради ова, може ради тоа, може ради не знам што. Не си ни свесен дека постои редес синдром. Дали разговор со психолог можеби е да кажам една добра почетна точка за детектирање после еве органското исклучување на во тимот и психологот на е причина. вклучен секако. Мултидисциплинарниот тим на РДС вклучува психолог, значи трите главни покрај интернистичкиот преглед да биде психолог, гинеколог. Значи тие се многу важни, како и значи тука се и значи тренерите не можеме да ги исклучиме бидејќи нивен дослуг, значи како оди тренингот се, значи пред надпревари важни, психологот мора да знае. Меѓутоа, во секој случај, значи пред надпреварувачката сезона, тоа е еднаш годишно, до 2 пати годишно треба да се случува тие систематски прегледи. Што значат систематските прегледи? Тие систематски прегледи се скрининг прегледи, за да се издвојат оние спортисти кои што имаат проблем. Што значи, ако, еве да речеме, спортистот има картон, каде што, нели, како што имаме здравствен картон, и во тој здравствен картон се забележува килажа, значи како е, што е, кои се параметри, значи целосно, нели, прегледан со ЕКГ, со спирометрија, со ергоспирометрија, со ехо на срце, значи од гинеколог прегледан, хормонски статус, психолог прегледал. И штом ќе се види дека од минатата година до оваа година спортистот може и во текот на годината да рече јас стагнирам во моите, еве да речем атлетичаре. Така. Стагнирам во моите резултати. Значи не можам, дури колку тренирам и повеќе тренирам и јас одам наназад. Значи нешто се случува со мене. Се не можеме причината да наоѓаме стално во нешто дека ете се редес влегувам во нешто. Меѓутоа, кога ќе се урамнотежи одморот и храната со тренингот и со соодветен одмор, вајда, ако му се даде на самиот спортист, еве лекарите сме го прегледале. Значи тренерот треба да биде свесен тука дека може треба да даде одмор за да спортистот се врати во форма. Значи формата е динамична и ама тренерот треба да знае пред се за треба да биде обучен. Ја не верувам дека се свесните тренерите, еве ти ако да речеме ако ние зборуваме за тренерот на Мери Кен, заборав како се вика, што има кривична сега, значи што е така, тоа е еден од најдобрите тренери. Да. За тренира исклучиво атлетика, така, Nike спортисти за прво место. Спортисти баш за прво место. Ако он не е свесен, тогаш што правиме, или може би бил свесен, ама не е у прилог да Он стереотипот на машки спортисти го има. Значи он машките тренери и тоа како треба да ги почитуваат хормонските варијации кај женските спортисти. Значи, можеме малце сега вака и за спортистките што гледаат, ако гледаат и тренери, значи доколку можат, доколку нешто им е нејасно, значи може нека ти пишат во порака, ќе да објасниме, нели, или преку тебе мене нека ме контактираат, значи нешто можеби кажуваме што не им е јасно. Јасно. За да се да објасниме. Многу е битно информацијата да протече и да дојде до некој, посебно што не знаат, за да почнат да помислуваат на нешто дека може има. И сега ти си тренер, сакаш од мене да бидам подобра и подобра, треба да, нели, да ме почитуваш и моето тело и се, меѓутоа нели се знае кога се тренира елитен спорт, зборуваме, нели не зборуваме за нешто рекреативно. Значи да се почитува и менструален циклус, хормони, исхрана,
целосно спортистката треба да ти даде тебе резултат. Не може ти денеска, утре други ден како со мажите како со машки спортисти да се мери. Има период од циклусот каде што ти можеш, нели, во разговор со неа, денеска не можам ќе ти кажам. Имам проблеми. Значи една како што нели ти пишав Да, кинескињата. Кинеска пливачка, значи поради болка во стомакот, поради прв ден од менструација, поради болка не освојуваат прво место, се четврто место на Олимпијада во Рио. И сето тоа е за почитување бидејќи таа девојка првпат кажа јавно што се случува со нејзиното тело. Меѓутоа, ако сега не знам дали контрацептиви се дозволени во текот на такви надпреварувања, доколку во консултација со лекар. Доколку циклусот, например, она сега еве треба да зборуваме за пливачките. Значи, они имаат проблем со менструација. Во тој период да пие контрацептиви и кај неа нема да има таква хормонска варијација, значи ќе се одложил циклусот, немало да добие болка. Меѓутоа, неа болката направи позната. Ја направи позната за да зборува за женските проблеми. Јасно. За да се размислува, нели, што би можело да се направи во тој период на надпреварување, бидејќи тоа надпреварување Олимпијада, нели, се представуваш и еднаш на 4 години. Така е. После поправене дури после 4 години. Меѓутоа, таа беше среќна и со четвртото место и си те охрабрија. Точно. Кога зборуваме за циклусот, како настанува знаеш, кој е редоследот на настани за да дојде до прекинување на циклус кај спортистките и еве, па и сериозно физички активни жени, затоа што знаеш ти како ја спомна исхраната преска, одма ми текна дека знаеш колку еве јас порано кога посериозно нели работев со луѓе во делот на исхрана, колку многу девојки преоптеретени со тоа како се доживувани нели со изглед, со килажа, колку многу инвестираат во време посветено на физичка активност со големи калориски дефицити, се со цел нели побрзо да ослабнат. И си викам нешто, уствари реда синдромот е многу и присутен уствари и кај обичните граѓани. Само кај нив се вика малнутриција. Ето така. Али еве кој е редоследот на настани кај жени спортисти, ќе опфатиме еве и рекреативци, за да дојде еве до прекин на циклус и што тоа значи за долгорочно, за здравието нејзино, за перформансите нејзини, за кариерата. Значи зборуваме за рекреативци, не 3 пати неделно што тренираат повеќе од 5 пати неделно. Да. Значи, бидејќи тоа е веќе поинтензивни тренинзи, Точно. со 3 пати неделно веќе си има одмор и тој калориски дефицит не можеме да зборуваме за баш калориски дефицит. За да биде калориски дефицит, значи мора и самиот вака навиду може да биде идеално телото, меѓутоа body mass index за идеален, ама има други параметри кои што ќе укажат на сето тоа. Значи делот и испитувања ги прават и на факултет за физичка култура, посебно кога се мери издржливост, маса, се мери fat free mass, не знам, те се таму кај нив. Не сакам да навлегувам нешто што не го знам, си зборувам за мојата тема. Меѓутоа, за да дојдат ова долгорочно, долго време кога организмот пати. Значи тој сака да одржи рамнотежа. Првично рамнотежата е исхраната, менструалниот циклус и коскеното здравје. Меѓутоа, за да се поремети тоа, треба да се поремети триаголникот на исхрана, тренинг и одмор. Значи, кога тој триаголник ќе се поремети, тогаш веќе првично, меѓутоа, ќе почне првен еднаш изостанување на циклус, па 2 месеца, 3 месец. Еднаш изостанување на циклус не е некоја патологија. Значи веќе 3 месеци изостанување, веќе тука сериозно. 3 месеци воопшто да не се појавил циклус, тоа е така. 3 месеци, да, веќе треба да биде загрижен. Иако на еден месец може би е пред некое стресно надпреварување, нешто се случило, нели, едноставно еден месец не можеме тука да бараме нешто, како да кажам, некоја патологија, ќе речеме дојди пак наредниот месец да видиме, не може туку така најнаш да изложуваме и на испитувања, бидејќи од еден месец
во ред е да испитуваш, меѓутоа од обичен гинеколошки преглед, поарно да направиш уште еден контролен, за да имаш што да споредуваш. И сега, значи, да се вратам на тренирањето. Значи, Повели. прекумерното тренирање, кога не е балансирано исхраната, тренингот и одморот. Значи, зборуваме за период, тоа е период кога почнува, значи, исхраната се намалува, менструацијата почнува да касни. Значи, првен имаме краткорочни промени, за да дојде до долгорочните промени и да влезе спортистката во ред синдром. Значи, таа не влегува наеднаш. Првен тренерот треба да примети по перформансите. Меѓутоа, тоа намалување на исхрана може да биде со и без проблеми со исхраната. Проблеми со исхраната од типот на спортистите, оние спортисти што се во естетските спортови, каде што се бара витко тело. Например, може да трча побрзо ако е послаб, или може да скока повеќе ако е послаб. Значи, секаде кај што се укажува на тоа дека треба да бидеш послаб, треба да бидеш послаб, велосипед, тежинските спортови, оваа категорија сум подобар, ќе ослабам, за да, значи, секаде кај што можат, каде што психолошкиот момент е многу важен, да од која му е причината. Кај жените може да е и психолошки проблем со анорексија, нервоза, со булимија, каде што психологот таму треба да види дека има потреба од негово присуство, од негова терапија, диагностика, значи, нели психијатар се вклучува, тие психолошки моменти мора да бидат видени и тоа мора да се третира, бидејќи влегува од една обична ризик фактор низ храната, значи менструација, па почнува имунитет се намалува, хормонски дисбаланс, почнува проблеми со тироидна, почнува кардиоваскуларниот систем, метаболизмот се, значи, ако сега зборувам ја гинеколог, меѓутоа главна енергетски извор се јаглехидратите и мастите. Протеините не се. Меѓутоа, кога е пореметено тоа внесување, бидејќи исхраната треба да содржи се. И јаглехидрати, и протеини, и масти. Меѓутоа, кога го немаш доволно основниот извор на енергија, организмот мора од некаде да земе. Кога немаш рамнотежа, и целото си пати, додека еднаш ти дава еден знак, уште еден знак. Додека нема суровини веќе за производство на... Да, после влегува хронични анеми, значи, на крај го кажав во атлетската триада дека проблеми со исхрана, менструација и остеопороза. Значи, проблемите со исхрана, значи, веќе доаѓаат една, која што ја кажа Мери Кейн, значи, она веќе имала дури 6 скршеници додека трча. Значи, додека трча, не паѓа. Значи, едноставно додека трча. До толку оштетени. До толку од исхраната, значи, од една обична исхрана. Не зборуваме за органски фактор. Така значи, зборуваме за... Здрав прав човек, кој што е намалува исхрана. Само за да ослабе и за да има подобри перформанси. Па се не за да ослабе, значи интензивните тренинзи кога се нема психолошки проблем. Значи, меѓутоа, исхраната е намалена поради несоодветен тренинг. Значи, калориската потреба не ги задоволува потребите на тренингот. Нема доволен отпор, мислам дека се разбирам. Се разбираме. Што е разлика на или како е да ја дефинираме претренираност наспроти редес? Синдромот и што е да кажеме, што ги диференцира тие две? Значи, диагноза нема. Единствено, претренираноста е пред период влегување, веќе чукаш на врата за ворец. Ворец веќе, кога ќе влезе самиот спортист во ворец, треба подолго време за да се врати назад. Постојат генерални препораки, например, за исхрана, кога веќе нутриционистот, нема генерално, туку е се врз основа на индивидуално на лицето кое што нема како тоа го кажуваат убаво one fits for all. Да. Значи нема еден модел за сите, значи секој е сам за себе. Секој индивидуа, значи не може исто јас и ти да имаме потреби калориски, нели? Или јас со некоја друга. Значи секој сам за себе, нутриционистот. Интересно е што нутриционистот кога ќе ја даде исхраната, зборуваме за изостанување на менструација кратко, 3-4 месеци, и ќе најдеме дека исхраната е главниот причинител
нутриционистот треба да даде исхраната. Соодветно треба да наголеми калории. Кога ќе ги наголеми калориите, гинекологот е тој што го контролира него. Значи, ќе има подобрување во хормонски статус, ќе има задебелување на ендометриум. Значи, не одма како не третираме сега спортистката како обичните жени, не даваме одма контрацептиви. Значи, контрацептивите ни ја маскираат сликата. Сега зборувам за третман, можеби, нели, како да кажам, не може третманот, значи ние си го знаеме. Само онака сакав да приближам. Значи, контрацептиви може тоа за обичните жени, каде што сметаме дека контрацептивите ќе го регулираат циклусот. Меѓутоа, тука треба исхраната да се подобри, да се повишат калориите, за да се влезе во тој нормален циклус. Значи, мора првично да исхраната, ние контролираме гинеколозите, после повеќе од 6 месеци изостанување циклус, треба да се направи остеодензитометрија, да се види коските, минерална густина на коски, па после да се почне со контрацептиви кога веќе е поставена дијагнозата. Меѓутоа, тоа е повторно индивидуално. Така е. Значи има соодветен протокол, како се прегледуваат, како се лекуваат. Најбитен е скринингот и превенцијата. Значи ова јас и ти сега што го правиме е превенција. Јасно. И види, тоа е секогаш најдобриот лек. И ако еве, дали добро те разбрав, затоа што, знаеш, дека веројатноста дека тренер или докторот по спортска медицина можеби ќе ти укаже и ќе настојува да проверува дали можеби се работи за редес синдром и така натаму е многу помала, за разлика од веројатноста дека како жена спортист ти ќе превземеш нешто за да дознаеш дали можеби се работи за дали чукаш на вратата, кој што кажа за редес синдром. И она што еве чисто како совет кој што јас би си го земал за себе ако сум жена спортист е да врз основа на ако гледам дека се дава многу во тренингот, а перформансите стагнираат или паѓаат, и ако дополнително гледам проблеми со циклус, дефинитивно треба да почнам да размислувам, да посетам кој лекар? Па во моментов за ова зборувам само јас. Значи и мојот тим во Жан Митрев знаат за ова. Се трудам да допрам до други лекари. Тоа значи дека ако отидам кај друг гинеколог, например, ќе отиде со шорткат, контрацептиви ќе препорача? Мислам да. Да ја замаскира ситуацијата и ти да добиеш, а тоа може да биде како бумеранг да ти се врати, да има уште поголеми последици? Тоа ја заскрива клиничката слика. Значи, и само ти паѓа перформансот, може проблеми со коските да се случат. Да не зборувам за ментални, психички проблеми, кои што поради немање добар перформанс кај спортист ќе се потенцираат и така. Претренираноста уствари нема дијагноза, меѓутоа главна дефиниција за претренираност се мешам во друг вакво, меѓутоа не е мешање, туку е. Да, главната дефиниција е дека тренираш, колку повеќе тренираш, а ако перформансите ти стагнираат и одат наназад, значи си претрениран. Чукаш на врата. Си претрениран. Добро. Меѓутоа, најлесните психолошки, да речам, се најлесни знаци за препознавање, значи намалена мускулна сила. Не е психолошки, туку е физиолошки сега тоа. Значи намалена мускулна сила, бидејќи немаш доволно изворна енергија. Значи, имаш намален одговор на тренингот, не можеш да го издржиш. Тоа те прави иритабилен, концентрацијата ти ја намалува, значи почнуваш, имунитетот се намалува, имаш зголемен ризикот за повреди. Така да тоа се сите суптилни знаци за кои што си претрениран. И продолжуваш да тренираш и веќе влегуваш во нешто што почнува, како да кажам, крвта да слабе или анемија да се јавува, значи други симптоми, за да на крај, значи меѓу другото да се јави, нели, остеопороза скршеница да се јави од нигде никаде. Јасно. Во контекст на ова, сега ми идат мене цело време прашања некои.
А, а, ајде да допреме еве обично граѓанство и рекреативни лица. Физичката активност така да обично се препорачува и е многу, знаеш, и секој од нас е многу свесен дека физичка активност позитивно влијае на севкупно здравје. Да. Сега од друга страна, кај жените постојат етапи и специфичности во животот кои што ја прават физичката активност можеби некогаш ризична, некогаш можеби многу попотребна и така натаму. Сега мене конкретно ме интересира, ајде прво ќе почнам со хормони. Како треба да се однесува една девојка и жена која што има хормонален дисбаланс, еве народски да се изразам, кон физичката активност? Дали треба да ја намалува, да ја избегнува или повторно, или од каде да почне за да и е јасно што треба да направи со физичката активност и како да продолжи? Најчесто спортистките, значи почесто се случува кај атлетичарки, кај што има интензивни тренинзи. Кај колективните спортови не така често се случува, но мораме да го најдеме проблемот. Затоа е скринингот. Балерините, оние спортови каде што бараат интензивни, сите спортови бараат, нели, кога си професионален, интензивни. Па види да не си професионален, на пример, еве во денешно време рекреативни спортови како кросфит, одредени функционални знаеш, тренинзи, јас имам многу пријатели, познаници, девојки кои што се по 5 пати во неделата активни, тоа сериозно, мислам, тоа се тренинзи кои што се многу се трошат многу калории, под голем напор се става телото. Добро, да. Трошењето калории, нели, фитнес индустријата тоа многу добро го препознала и нели затоа се тие фитнес клубови, како да ги наречам, каде што фитнес тренерите треба да бидат запознаени со ова. Значи во рете 5 пати да тренирате, значи да се разбереме, нели, спортот е убав, спортот е здравје. Може да тренирате по 5 пати. Секојдневниот стрес дури ги релаксира кога спортуваат. Меѓутоа, ако еден циклус не, меѓутоа повеќе од 3 циклуси. И плюс сигурно, ја верувам дека во одредени фитнес, како да кажам, клубови, вајда имаат ваги, вајда имаат препораки некои колку треба, како треба, значи не е во ред да го гледаш некој дека слабее многу брзо и некоректно и да не му кажеш дека тоа не е во ред. Не треба да прекјутиш, отколку само да му ги зимаш парите, нели да ти тренира, а тој секако ќе се откаже. Значи, само прашање на време. И да го злоупотребиш, да го постираш на социјални мрежи како успешна приказна. Тој секако ќе се откаже за месец-два, од кога тоа веќе ќе нема енергија, ќе не може да доаѓа. Значи, подобро ти е да трае и еве и тренерите и спортистките да разберат за нешто што треба да трае. И спортистот треба да трае. Значи, таа жена треба да се оствари како мајка, треба да, нели, жена, тоа е целта на нашето битие. Зошто? Заради некој што не зна, во ред да не знаеш. Не е во ред да слушнеш нешто и да се однесуваш кон тоа дека не си го слушнал или нема врска. Не, и во Македонија го има, значи, и бидејќи ова не е заразно, па сега го има таму во Америка, па кај нас го нема. Значи, ова е тренд и овие сите тие интензивни тренинзи со индивидуални на сабајле, навечер други тренинзи, спортистките, макар и овие што се, како да кажам, непрофесионални, рекреативни, мора да се знае за вакво нешто. Дека мора да се прегледаат како што треба. Еве, спортска медицина, тоа што го нуди, нека се прегледаат, меѓутоа, кога ќе се слушне нешто за вакво и ако се примети, убаво е да се упати некаде. Јасно. Еве да речеме, може грешам, ќе ме поправиш, на памет ми доаѓаат може би трите најчести хормонални нерамнотежи. Тоа е по мене тироидна. Жлезда знае, многу е денеска често среќавана да некој има некаков проблем со тироидна. Инсулинска резистенција и би го ставил тука можеби пролактин,
или естроген? Тоа се стресни хормони, така да тие се први што реагираат. Дали физичката активност ќе помогне? Значи се додека е во граници на нормала, кога се уште се одржува рамнотежа, како што кажав, тренинг, исхрана и одмор, Ќе се е помогне. супер, да. Меѓутоа, кога почнува малку да застранува, во ред е да му се каже. Макар Да и се каже. да и се каже, бидејќи и мажите можат да влезат во претренираност Охо. и кај нив може да настане дисбаланс. Особено кога има таа Меѓутоа, компетитивност, сега нели, зборуваме помеѓу мажите. за жените. И сега, например, тука и родителите, пријателите, значи сега сакам да одам да гледам нечија ќерка, на пријателката моја, ќерката да ја гледам, доаѓа на утакмица, приметувам дека детево еднаш беше добро, сега не е добро, што се случува. Нели, значи сум дошла, слушај, сум слушнала нешто. Значи сите во превенцијава сме важни. Значи сите, родителите, пријателите, тренерот, физиотренерот, по фитнес клубовите, тренерите, сите, професорите на факултет за физичка култура, спортска медицина, лекарите, гинеколозите, значи сите. Супер. Па сите имаме одговорност. Апсолутно се сложувам. Тоест треба да имаат одговорност. Немаат сите одговорност. Спомна реализирање како мајка и повторно и тука, знаеш, има премногу бука во етерот и интернетот во врска со тоа, нели, физичка активност во бременост. И еве ја што следам неколку влијателни тренери кога можеби ќе постават можност за нивните следбеници, ајде сега поставете ми прашање, нивните следбеници поставуваат прашање, многу често дел од тие прашања се нели, бремена сум, што да правам, да продолжам да вежбам и така натаму, што е многу тешко да го одговори човек преку Инстаграм, да вежба, ја да не ја знае историјата. А кој е твојот став по однос на бременост и физичка активност? Вака сега, значи ако зборуваме како спортиста е во екот на кариерата, тие не сакаат тогаш да останат бремени. Добра. Значи тогаш треба да се контролира бременост. Мислам дали да се остане бремена, дали бидејќи ги калкулираат. Значи имам европско, имам светско, па сега не, па сега сум во Припреми, топ форма, да. Меѓутоа, ако се работи за спортистка, тоа го планира. Значи таа може да тренира, меѓутоа третиот, четвртиот месец веќе почнува четвртиот веќе да се откаже и од терени и од се. Меѓутоа со тренинзи може да продолжи, меѓутоа не толку интензивни, бидејќи за неа ќе значи за незиното тело како најнаш нешто се откажува и тоа може да дојде контраефект. Пешачење, лесно трчање, колку и дозволува незиното тело, она треба незиното тело да го слуша. Буквално. Значи, меѓутоа, ако треба да не плаши нештото, што ќе се случи, ние не можеме да кажеме што ќе се случи. Од кај знаеме што ќе се случи? Ако треба да се случи нешто, ќе се случи. Да, и да лежиш ќе се случи. И да лежиш ќе се случи, макар и вака со нозите надоле, со главата надоле да ставиме жената, ако треба нешто да се случи, ќе се случи и обратно да стои. Мислам стои на раце да прави. Знаеш што ги спомна дека нели коските може да страдаат во еве кога го зборувавме за синдромот. Што се случува во менопауза кај што нели поизразен е ризикот за остеопороза, на пример, еве кај жените? Дали физичката активност може да го одложува тој ризик и да го намали? Добро, веќе за жените во менопауза, тоа е веќе друга приказна. Се контролира. Чисто однака ми дојде прашање, пошто знам дека би било ако зборуваме еве за би си стручна да кажеш мислење. Од една година, да речеме, касни менструација, кај спортистка. Добра. И секако се прави остеодензитометрија, се мери минералнитетот на коските. И тука ни кажува, значи, дали треба во терапија да се воведе Д, витамин Д, калциум, значи има терапија друга, доколку се види, бидејќи ако има, мислам, се зависи нели од испитувањето, дали ќе треба терапија или не ќе треба терапија. Меѓутоа, кај жените во менопауза е друго, значи и они си одат
на контроли, се гледа, се мери. Нема една терапија за сите, значи секоја жена е сама за себе. Дали треба терапија или не, тоа ќе се треба да дојде на Па на преглед крај и излегува се дека секој треба да се биде само свесен за сам себе. За себе. Да не Да. очекуваш на крај на денот не е ни лекар Да. открив, не е ни некојаш тренер открив, треба сам за Да. себе да изборуваш и да се информираш и да превземаш. Хигиено-диететски режим на живот е најдобар, нели? Да си го негуваш и здравјето, хигиената, значи сето тоа е убаво. Зависи како сметаш, колку сметаш да му дадеш на твоето здравјето, толку ќе ти врати. Така е. Рок на траење нема, меѓутоа ти сам си Колку го даваш, толку ќе земеш. Полицистични јајници и синдром се две различни работи. И тука многу има исто забуна, барем од она што јас сум го увидел. Дали можеш да чисто кажеш на кратко што е разликата од едното до другото и повторно како човек да пристапува кон физичката активност кога е професионален спортист или рекреативен, аматер. Значи, за спортот нема контраиндикација. Значи, секој може да тренира толку што неговото тело му дозволува. Значи, на начин на кој што он си го замислил животот. Нема да дали влоши, например. Ништо не се влошува, освен некаде кај што забрануваме, меѓутоа пешачење никогаш не сме забранени. Така е. А и тоа е повторно е некоја активност. Битно е да не се седи. Седентарниот живот е тоа што те прави да бидеш и болен, и депресивен, и да се поправаш. Значи следен подкаст со пешачење да го правиме. Младен ке шета. Па добро, сега после ова не Да. Така да, значи, сите на свој начин, спортистите си имаат свој начин на живот, значи тој начин е сосема друг, се разликува од нормалните, како да кажам, луѓе. Па дури веќе и во фитнес саливе, значи, и тие имаат некој режим на живот, на исхрана, ќе јадам ова, ќе јадам она, меѓутоа дефиницијата е дека треба да биде различна, разновидна чинијата, не само едно нешто. Ако треба да се консултира со нутриционист, значи да се барем со луѓе што се компетентни да се зборува. А не, ти таа диета ја користиш, па јас ќе ја користам таа, мислам дека ќе ми одговара, па си сгрешил нешто меѓувреме, па после нешто тироидната почнала лево-десно, хормоните горе-доле, па женските хормони нешто почнале да... Нели, сето тоа си има зошто почнало. Така е. Нема наназад кој ќе се вратиш. Меѓутоа, најчесто не се враќаме наназад, доаѓаме да си ја решиме ситуацијата. Дали овој синдром се зборува во образование во некоја земја? Воопшто за овие теми или е изоставен? Да. Кај нас не верувам дека се зборува. Па се зборува, ние зборуваме. Не, во образованието зборувам. Ти не си во тој сектор. Ти ги едуцираш луѓето, ама не си во институција што Да, има... значи не верувам дека барем факултетот за физичка култура дека не знае, меѓутоа треба да научиме да работиме тимски. Оти кај нас во Македонија има се, само тим нема. Значи не знаеме да ги почитуваме различностите, не знаеме да почитуваме новината на другите, макар и да слушнеме што ќе каже, па да не е во право, па да доеш во чекај, па јас вака сум слушнал. Па каде тоа го најде на интернет, да видам дали е тоа поддржано, не е поддржано, кој тоа го кажува. И сега докторка од Жан Митрев дошла и сега она кажува за нешто, некој синдром. Што зборува она, кај се меша сега она спортистиве, па сите сме си здрави. Да, меѓутоа се здрави во моментот, значи некаде јас не сакам само да помислат нешто лошо, значи знаеме да завршиме работа, хематичен лекар со потврдиче. Значи, локално по градовиве интернист само да потпише, само со ЕКГ и со... Значи, тоа е најминималното нешто што ќе се даде за да спортист во лига биде, нели,
да тренира, Да. да учествува, да се надпреварува. Диши, екаѓе, добар си. Па, нели може би е, сега не знам како да кажам, že напаѓам некого, да не бидам и погрешно сватена, ама да знаеме дека има и нешто друго, кај што доколку сакаме резултати, резултатите не доаѓаат само од тренерот, доаѓаат и од докторите, и од тимот, и од самото комуницирање со, значи, тоа е тоа. И има ли некои возбудливи новини, трендови у медицинава, што така ете се благо наклонети и охрабрувачки за женскиве спортови? Па, жените веќе почнуваат и машки спортови, веќе нема женски машки спорт. Значи тоа е вајда Не, тренд, во жената. медицината конкретно, например, што еве, знаеш, каде, пошто до сега, и дали ова е новината која што денеска ја збориме дека жените спортисти, освен што ќе отидат на спортска медицина и на тој протокол кој што и мажите одат, практично жените одат на тоа затоа што мажите на тој протокол одат, дали тоа освежувањето и дополнувањето и новиот тренд треба да биде и гинеколог? Па да, веќе после 2010 Или година. или ендокринолог, не знам, да го види хормоналниот статус. Па добро, да ама нема претпостав- ехо да види Така е. тоа што треба да се види, со ехо. Значи, од 2010 година Американскиот коледж на спортска медицина воведува гинеколог. Бразилскиот олимписки тим воведува гинеколог како пилот проект. Бидејќи досегашните испитувања се правени со спортисти исклучиво мажи. Значи, не се правени, не се видени нели трендовски сега, дека жените се повеќе и повеќе навлегуваат во спортот, бидејќи трендовски се качува нели онаа процентот на жени спортисти професионални. Не се обрнува внимание, значи како калориските потреби во текот на целиот менструален циклус кај жената се потребни за да она постигне резултат. Дали повеќе треба, например, бидејќи менструалниот циклус има 5 дена крварење, па значи првата фаза е естрогенска, овулација, па прогестеронска, секреторна фаза. Значи во едно, како да кажам, едно упатство, например за спортисткиве, значи подобри резултати се добиваат во првата фаза, во естрогенската фаза, каде што естрогенот дава енергија, тој ги активира липолитичните ензими, липолизата. Меѓутоа е активатор на енергија, за разлика од прогестеронот. Значи во прогестеронската фаза убаво е тренинзите да бидат полесни, бидејќи не може 30 дена да тренира интензивно. Значи првата фаза естрогенската е таа, или доколку спортистката е водена од тим лекари, меѓу кои гинеколог, и кажуваме дека 3 месеци ќе ја ставиме на контрацептиви, бидејќи има важно надпреварување, каде што контрацептивите не даваат флуктуирање големо на хормоните и таа ќе има идеални и тренинзи, перформанси и резултати. Не дека овие што не пијат нема да имаат. Меѓутоа веќе се оди до секунди. Да, тука се веќе најмалите Никој не детали. размислувал за колку нутритивните вредности ќе имаат влијание во резултатите кај според промената на хормонската варијација кај жената и како таа ќе ги даде перформансите. Меѓутоа, ако знае за ова и тимот предизвика ова веќе, за да можеш да лекуваш, за да одредени лекари треба да препознаат и за да лекува треба да крене телефон, да се јави, да праша. Значи не е во ред да задржи да лекува, тука не лекува еден доктор. Значи тимот е тој. Јасно. Макар и да не знаеш, убаво е да се консултираш. Во Жан Митрев клиникава, чисто да не дојде до забуна, тебе нема да те најдат во спортска медицина. Така, ти не си тоа не е твојот оддел. Да. Да. Немаме спортска, така речено спортска медицина, меѓутоа тимот од доктори мултидисциплинарно Добра. влегуваме во терапија. Значи првен во скрининг. Скринингот, значи вака сега, значи според Интернационален олимписки комитет има општо прифатен прашалник. Прашалникот е најефтината варијанта
Да, одговорат спортистките на прашања за кои што нема да бидат прашани од спортски доктор. Значи на спортска медицина ќе отидат, меѓутоа тие никогаш нема да кажат за циклусот, никогаш нема да кажат, значи само ќе биде евидентирана, да речам, тежината, варијација на тежината. И сега со тој скрининг прашалник може да се издвојат повторно спортистките, тоа е најефтината, нели? Значи доколку се прифати, значи тоа треба протокол, лекари, седнување, преведување, меѓутоа треба да се има слух дека по овој метод ќе работиме. И да се види, да се издвои спортистката и тогаш да се препрати на повисоко ниво. Бидејќи спортска физиологија, например, нели може да бидат спортска медицина, ќе види на ЕКГ, можеби ЕКГ-то можеби не е доволно, треба и стрес тест. Значи обучени доктори треба тоа да го видат, доколку види, треба да му кажат ти имаш проблем. Чим ти правам јас проблем и те тргам од надпреварување, треба да ти го решам проблемот. Значи терапија треба да ти дадам, треба да те вратам во топ форма за да продолжиш да тренираш. Меѓутоа, еве нов апарат сега ќе стаса во клиниката Жан Митрев, спироергометар, каде што имаме двајца обучени добро доктори кои што нели според капацитетот, белодробниот капацитет и работоспособноста ќе се види, потрошувачката, колку е на калории, па индиректна калориметрија практично тоа. За да се види и работата на срцето, се да се усогласи, нели, едно од важните елементи на интернистичкиот преглед на спортистите. Бидејќи тој елемент внесен, мислам дека во протокол за да се во испитувањата. Супер. Супер е да, мислам, колку повеќе аспекти се покријат, толку е и спортистот ќе биде попродуктивен и ментално по јак, психологот. и на крај на денот и многу по корисен и ефикасен и за тимот и за репрезентацијата и ќе биде едноставно подолго време употреблив. Пензионирањето ќе настапи можеби одложено и подоцна. Да. Супер. Што се еве, знаеш, кои се твои препораки? Затоа што овие теми кои ќе ги слушате можеби девојче од 15 години. Знаеш, некогаш кога некој ти зборува за одредени веројатни сценарии кои што не се поволни, во случајов РДС и така натаму, кога си премлад, некако тоа е далеку, нема шанси за мене и слично. Кои се твои препораки еве за нови генерации на спортисти жени што можат да ги превземат за себе и да имаат многу подобра и здрава кариера? Значи мора да има едукација. Значи едукацијата е во превенција. Значи доколку се знае кои се институциите кои што треба ова да го поддржат. Се надевам дека ќе го поддржат. И дека ќе дојдат информации до самите првен во основните школи и во средните до професорите по физичко. Значи бидејќи тие се првите селектори на децата. Значи штом ќе видат детенци одма, ако имаат нешто клубче одма, нели се насочува детето уште од основно. Дојди ваму да тренираш, дојди таму да тренираш, во зависност која е насоката на самиот професор по физичко. Значи треба и они да знаат. Родителите, веќе кога детето почнува да тренира 3 пати неделно, кога оди само рекреативно, не. Меѓутоа, веќе кога оди во средно, веќе посериозно тогаш веќе кај нас децата во главном посериозно почнуваат во средно, иако карате се на помали. Има спортови кои што уште на помали возрасти веќе влегуваат во професионален спорт, да речеме, еве. Значи таму веќе тренерите од самата федерација, вајда треба да организира такви предавања, запознавања. Не верувам дека не стасало нешто до нив, бидејќи секако беа известени повеќето федерации за нашето предавање. Не знам од која причина некои федерации тоа го изигнорираа, меѓутоа тука нема запирање. Јас кажав дека ако не може од озгора, значи
за да дојде пациентката кај мене во канцеларија, таа не знае првен зошто да дојде кај мене. Не мора и кај мене, меѓутоа кога ќе испаднам на терен, кога Да. ќе почнам од другата страна, значи од кај спортистите, веќе Па кога тоа ми е почнав мене од барем другата многу страна, поверојатно сценарио за промена, неголи, знаеш, затоа што кога ќе се создаде критична маса на спортистки кои Да. што се свесни, зборуваат за ова, знаеш, не може да останат без слух да. и тренерите, и институции, и образование и така натаму. Знаеш, обично тешко дека ти ќе му наметнеш на одреден авторитет кој што е горд на системот кој што го воспоставил на работа, дека сега ти ќе дојдеш тука и ќе му кажуваш како треба, он знае, толку спортисти он ги испратил на вакво првенство, на такво, толку има трофеи и така натаму, знаеш, тоа е без слух. Така да многу е поверојатно дека На со една репрезентација, да не ја посочувам. Уствари, Фудбалска федерација ми дозволи да направам предавања во сите нивни женски селекции. Браво. И селекторот од една од федерациите баш беше онака со прашање, добро, јас кога можам спортистката да ја со интензивни тренинзи да ги засилам, а кога да бидат полесни, нели? Припремен период во текот на месецот кога? И се многу интересно прашање од тренерот, меѓутоа и тој беше на предавањето кога бев со спортистките. Така. Бидејќи одредени тренери не сметаат дека треба да бидат на такви предавања. Гинеколог ќе ми кажува. Гинеколог ќе ми кажува, да, ама ти си дури, нели, како кажавме преска, ти си спортска медицина. Не, јас не сум спортска медицина и јас не ја взимам работата на спортска медицина. Само влегувам во дисциплинарниот Ја пристап. подобрувам. Ја подобрувам, да. Ја збогатувам. Адванс. Да. Значи, на повисоко ниво веќе зборуваме. Ние не сме за сите, значи сите спортисти. Ние сме таму кај што ќе треба, кај што ќе се најде проблем. Не секоја жена треба да влезе во ординација како поради проблем со менструација. Така е. Значи, нели, органска причина може би има. Меѓутоа, причината е доколку веќе се занимава професионално, да помислува на тоа. Иако со скринингот е она извадена во ризична група, значи бидејќи по протокол, по скринингот има одреден бодовен статус, да ако она е извадена во ризик, да веднаш тимот почне со прегледување. Тоа го прават скандинавските земји, Ирска, Германија и Шведска, Данска, Норвешка, Англија. Доста е. Англија, да. И Америка заедно со Канада, тој тим кој што го дава, тоа е тимот од 17 научни истражувачи на оваа тема, кој што учествува во креирањето на протоколите за скрининг, превенција и третман. Наред. Јасно. Виолета, фала ти за разговоров. Верувам дека ќе допреме до знаеш, ако допреме до 5 девојки е супер. Ако допреме до уште некои тренери или луѓе вклучено во образовен процес или доктори по спортска медицина уште поубаво или било какви мислам од која експертиза, тоа ќе биде супер и тоа е целта, не е целта ние се тука наеднаш нели готово се зборуваме и од утре сите промени се случуваат, тоа тешко, али ја ќе сум среќен и верувам и ти ако допреме и мислам дека ќе допреме. Ја те охрабрувам и поднатаму да зборуваш, затоа што има луѓе кои што ќе ја прифатат и ова ќе им биде аха момент, исто кој што еве јас ми беше и по ова не ни знам дека постои, а сепак сум инволвиран да кажам еве оваа индустрија на фитнес, велнес, спорт и прв пат слушам. Така да фала ти за денешното гостување и за разговорот и се надам дека следниот пат кога ќе ми бидеш гостинка ќе зборуваме за твојата гордост за резултатите постигнати. Статистички сме се подобриле. Да. Добро, истовремено и ти благодарам што ме покани да гостувам во оваа емисија.
пораката е таа, значи девојки, спортистки. Каде ти, која е твојата, да речам, бајковита визија, како ти изгледа сонот, еве, од твојата, кој е продуктот на твојата работа, што ти сакаш да го видиш, еве, за 10 години од сега? Да имаме некоја спортистка барем да се пензионира таму над 40 години, ама со одржлив резултат. Ти, нели, спортистите се амбасадори, ама сега Така е. женска да имаме амбасадор, која што ќе биде на одржана топ форма, барем неколку години. Сега повторно бременоста ќе биде во прашање, меѓутоа и за тоа има лек, ќе го роди бебето, па може да дадам, како да кажам, една идеја за поддршка, еве, доколку е таа топ спортистка, значи може стипендирање на мајки спортистки кои што току-што родиле, па еве, она, значи веќе за 40 дена, за 6 недели може да се врати и на терен, доколку условите тоа и дозволуваат, доколку нејзиното тело се осеќа дека може да се врати. Стипендирање за жена која што ќе помага во детето, за да во гледањето на детето, значи кога ќе оди на надпревари, доење, ово, значи тоа го има веќе. Таквите стипендии ги има. Супер. Стипендирање за жена, негователка на бебето, додека она на терен. Меѓутоа не мора да биде тоа во први 2 месеци, може да биде 6. Детето повторно си има потреба. Меѓутоа мајката не мора да ангажира тука баби, дедовци, ќе има стипендија за да си плати жена. И плюс да си доаѓа со неа, жената, така? Да, Одиме да. на надпревар, на припреми. Да, тоа го има веќе. Браво. Да, Така како идеја. замисли. Да, меѓутоа, еве, девојки, значи симнете апликации на телефони, обавезно менструален циклус да се бележи, бидејќи прво нешто што порашува гинеколог во ординација е прв ден од последна менструација. Значи апликации мобилни за да се знае, кога се знае менструалниот циклус, се знае и си го знае самото функционирање на телото. Секој изостанување на менструација не значи влегување во претренираност и рец. Може би е бременост во прашање, подаруваме тестови за бременост. Така е. Жан Митрев. Ги заборави, фарно Да. ме подсети. Значи секој кој што еве ќе ми искомуницира мене или доктор Виолета може да му поклониме тест за бременост. Не мора одма да го прави, ама нека си го има за кој ќе планира да го прави, така да фала што му подсети. Извини. Али ќе додадеме и у description текстот дека секој изостанување, гледај до крај да. и имаме специјално изненадување. Па ете, гледаш добро се секој погоди на крај да го изостанување, кажа. значи мора да се побари органска причина. Значи една од причините може би е бременост. Може би. Така да. Значи ова онак за поклон, меѓутоа главната порака би сакала, значи апликација со менструален циклус и да се знае редовноста за да може да се гледа. Супер. Фала ти уште еднаш и фала ви на сите вас што останавте до крај во епизодава. Се надам Машки дека е интересно. не е страшно да останете до крај, па и да земете тест за бременост и да го имате чисто во рака да и го подадете на сопругата. Живот во разговорот, се надевам Баш ми е дека драго. ќе биде остварена целта. И јас исто. Чао. Чао. Открите ја топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете ја радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што ја прават.